Добре дојдовте, драги слушателки, во новата епизода на програмата Жени со надеж. Јас сум Сандра. Во денешната епизода продолжуваме да зборуваме за зависностите, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика, како и да се едуцираме и информираме за различните видови на зависности. Секоја тема, како и досега, ќе ја погледнеме и од перспектива на Светото писмо, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни, скапоцени и возлюбени во Божите очи. Тука ги споделуваме и нашите радости, и нашите солзи, предизвици и успеси. Затоа, останете со нас. Добре дојдовте во нашиот денешен подкаст, каде ќе разговараме на тема која станува се порелевантна во денешната дигитална доба, а тоа е зависноста од интернет, видеоигри и социјални мрежи. Јас сум Нена и денес ќе истражиме како модерната технологија не обликува, како влијае на нашето ментално здравје и што можеме да направиме за да воспоставиме рамнотежа во светот кој никогаш не спие. Кога зборуваме за зависност од интернет, не мислиме само на часови поминати сурфајки без цел. Мислиме на длабокото влијание што го има на нашето секојдневие, од начинот на кој комуницираме до тоа како ја перципираме стварноста околу нас. Видеоигрите од друга страна ни нудат бегство од стварноста и прилика да станеме кој било и каде било. Но што се случува кога таа виртуелна стварност ќе стане попривлечна од онаа вистинската? Социјалните мрежи се приказна сами за себе. Тие ни овозможуваат да останеме поврзани со пријателите и семејството, да споделуваме моменти и мисли, но исто така создаваат притисок за постојана присутност и потврда преку лајкови и коментари. Во денешната епизода ќе споделиме лични искуства и ќе истражиме како да ги препознаеме знаците на зависност и кои чекори можеме да ги преземеме за да го заштитиме своето ментално здравје. Придружете ни се во оваа важна дискусија и откријте како паметно да ја користиме технологијата без таа да не користи нас. Фала што сте со нас. Добар ден, драги слушателки од мене. Додека ги подготвуваме овие епизоди, учиме интересни работи, а потоа и растеме и созреваме преку Божиот збор, за кој веруваме дека со векови бил извор на инспирација и води за многумина. Божиот збор е единствената норма за здрав живот. Во време кога сме преплавени со различни информации и совети за тоа како да живееме исполнет и здрав живот, често се враќаме на темелните принципи кои ни се познати од Светото писмо. Повеќе за оваа тема ќе ни каже нашата Моника. Драга Моника, добре дојде и во денешната епизода. За почеток ќе ни кажеш ли што предизвикува зависност од интернет, видеоигри и социјални мрежи? Зависноста од интернет, видеоигри и социјални мрежи ја предизвикува комбинацијата од психолошки, социјални и биолошки фактори. Еве неколку клучни причинители. Допамински состав. Активностите на интернет, играњето видеоигри и користењето на социјалните мрежи често го стимулираат лачењето на допамин, хемиско соединение во мозокот поврзано со чувството на задоволство и награда. Овој ефект може да доведе до повторување на однесувањето за повторно да се доживее истото задоволство што може да доведе до зависност. Друштвена поврзаност. Социјалните мрежи даваат чувство на поврзаност и припадност, што може да биде многу привлечно, посебно за луѓе кои се чувствуваат изолирано или осамено во вистинскиот живот. Бегство од стварноста. Видеоигрите и интернетот може да овозможат бегство од секојдневните проблеми и стресот. Оваа можност за бегство може да стане привлечна опција за луѓе кои се борат со анксиозност, депресија или други емоционални проблеми. Константно наградување. Многу дигитални платформи користат методи на константно наградување, каде корисниците добиваат награди во непредвидливи интервали. Ова може да биде изразено зависно бидејќи луѓето постојано бараат следната награда или позитивно искуство. Достапност и пристапност. Интернетот и дигиталните технологии се се присутни и лесно достапни, што го
олеснуваат развивањето завист. Паметните телефони, таблетите и компјутерите овозможуваат константен пристап до содржини кои можат да бидат зависни. Лични карактеристики. Некои луѓе се посклонни кон развивање завист поради личните карактеристики како што се импулсивност, ниска самодоверба или претходна историја на зависност. Овие фактори заедно создаваат силна основа за развој на завист од интернет, видеоигри и социјални мрежи. Важно е да ги препознаеме овие причини, за да можеме да развиеме ефикасен начин на превенција и лекување. Кои се знаците и симптомите на зависност, кога треба да се загрижиме? Можат да варираат, но некои вообичаени вклучуваат губење контрола, неможност за ограничување на времето поминато на интернет, играње видеоигри или користење социјални мрежи, повторувачки неуспешни обиди за намалување или престанок на користењето, прекумерно користење, поминување се повеќе време на интернет, во играње видеоигри или на социјални мрежи на штета на други активности, продолжено време онлайн без јасна цел или причина, занемарување на обврските, запоставување на училишните, работните или домашните обврски поради користење интернет, играње видеоигри или користење социјални мрежи, намалена продуктивност и успешност во училиште или на работа, социјална изолација, повлекување од вистинските друштвени интеракции и активности, поминување помалку време со пријатели и семејство, промени во однесувањето и расположението, раздразливост, анксиозност или депресија кога не се во можност да пристапат на интернет, да играат видеоигри или да користат социјални мрежи, промени во навиките на спиење како што се несоница и прекумерно спиење, избегнување на стварноста, користење на интернетот, видеоигрите или социјалните мрежи како начин на бегство од проблемите или непријатните чувства, барање утеха и задоволство исклучиво преку дигитални активности, проблем со меѓучовечките односи, кавги со семејството и пријателите поради прекумерното користење на интернет, видеоигри или социјални мрежи, губење интерес за вистински друштвени настани и активности, финансиски проблеми, трошење пари на игри, апликации, преплати или други онлайн содржини на штета на повеќе финансиски обврски. Препознавањето на овие знаци и симптоми е многу важно за рана идентификација и адресирање на проблемот со зависност од интернет, видеоигри и социјални мрежи. Навремената интервенција може да помогне во спречување на долгорочни негативни последици врз менталното и физичкото здравје. Како зависноста влијае на менталното и физичкото здравје? Има значајно негативно влијание на менталното и физичкото здравје. Поточно, кога зборуваме за менталното здравје, мораме да ги споменеме анксиозност и депресијата, бидејќи постојаното споредување со другите на социјалните мрежи може да ја намали самодовербата и да доведе до чувство на помала вредност. Потоа тука се развива стрес, непрестана потреба за проверка на известувањата, одговарање на пораки и следење на социјалните мрежи може да предизвика постојан стрес и чувство на преоптовареност. А стресот ни доаѓа од сите лоши и негативни вести. Да се сетиме само на периодот на корона и оние силни бројки на починати со кои не преплавуваа медиумите по социјалните мрежи. Потоа треба да ги споменаме проблемите со концентрацијата и вниманието. Прекумерното користење интернет и играњето видеоигри може негативно да влијае на способноста за концентрација, на намалување на вниманието и да го отежни извршувањето на задачите кои бараат концентрација. Потоа нарушувањето на спиењето. Користењето дигитални уреди пред спиење може да го наруши циклусот на спиење, предизвикувајќи несоница или неквалитетен сон. Имено сината светлина, имитувана од екраните, може да го попречи производството на мелатонин, хормонот кој го регулира сонот, и социјалната изолација. Повлекувањето од вистинските друштвени интеракции може да доведе до чувство на осаменост и изолација, што може негативно да влијае на менталното здравје. А што се однесува до физичкото здравје, тука доаѓа до проблем со видот. Се развива синдром на компјутерски вид. Потоа, ако постојано зјапаме во екраните,
значи дека не се движиме така што сме физички неактивни, а тоа понатаму развива проблем со тежината, срцеви болести и диабетес. Потоа тука се и болките во мускулите и зглобовите, лошото држање и долгото седење може да предизвикаат болки во грбот, вратот и рамената, како и синдром на карпален тунел поради повторувачките движења со прстите. Секако тука се и лошите прехранбени навики, бидејќи најчесто се нема време за подготовка на храна, затоа најчесто се јадат брза храна и грицки. Ова е исклучително опасно за децата, зарем не? Некои деца имено имаат страшни агресивни испади кога родителот ќе им го одземе телефонот од рака, непрестајно плачат или се тепаат, кршат работи околу себе. Јас на вистина кога ќе ги видам тие мали деца кои вон себе одат со телефонот во рака, помислувам јадни деца. Да, тоа е многу сериозен проблем. Кај децата и адолесцентите прекомерната употреба на интернет и видеоигри може да го попречи когнитивниот развој и да влие на академскиот успех, како и на социјалните вештини и емоционалниот развој. Мораме да напоменеме дека тука е зголемен ризикот од зависност. Зависноста од дигитални медиуми може да го зголеми ризикот од развој на други облици на зависност, како што се зависност од алкохол, дрога или коцкање. Конкретно и подетално за влијанието на мобилниот телефон врз детскиот мозок ќе зборуваме во нашата следна епизода, така што ти благодарам што го спомена овој проблем. Кои се ефикасните начини за превенција и лекување? Превенцијата и лекувањето на зависноста од интернет, видеоигри и социјални мрежи бара мултидисциплинарен пристап кој вклучува лични, семејни и професионални интервенции. Еве неколку ефикасни начини. Треба да се работи на превенција и константно да се едуцираат родителите, а децата да се учат за ризиците и знаците на зависност. Треба да се промовира свеста за здрави навики на користење на технологијата. Потоа, како и во други подрачја на воспитувањето, иако сме модерно општество и понатаму треба да се постават граници. Треба да се дефинираат, да се придржуваме до временските ограничувања за користење. Треба да воспоставиме технолошки слободни зони или времења како што се времето за оброк пред спиење. Треба секогаш да се нудат алтернативни активности, потоа добро е да вклучиме и некои советувања, било индивидуални, било групни, семејни, ако е потребно. Советувањето може да даде поддршка и да понуди стратегии како да управуваме со зависноста се додека не престане да биде зависност. Во некои случаи, ако личноста развила депресија или анксиозност, потребно да се вклучи медицински третман. Треба да се биде свесен дека е потребно да се одработи дигитална детоксикација на начин што личноста привремено или трајно ќе го намали или елиминира користењето на интернетот, видеоигрите и социјалните мрежи за да се опорави. Тогаш може би треба да се воведе заминување на некои кампови или дури да се пристапи кон терапевска заедница. Структури како кампови за дигитална детоксикација или терапевски заедници можат да бидат корисни. Потекнувањето на учеството во физички активности, хобија, друштвени активности и други офлайн активности кои може да го заменат времето поминато на интернет. Добро е да се потикнува развивање на здрави навики со потикнување редовни физички вежби, правилна исхрана и соодветен сон, развивање вештини за управување со времето и поставување приоритети. Лекувањето вклучува психотерапија, когнитивно-бихевиорална терапија, може да помогне со препознавањето и именувањето на негативните образци на однесување и мисли поврзани со зависноста. Потоа учество во групи за поддршка кои може да пружат емоционална поддршка и да потикнат здрави начини на соочување. Секогаш е неопходна семејна интервенција. Вклучувањето на членовите на семејството во терапевскиот процес може да помогне во решавањето на динамиката која може да придонесе кон зависноста. Развивањето заеднички активности кои не вклучуваат технологија може да ги зајакне семејните врски. Со оглед на тоа што овој циклус на епизоди на тема зависности го покренавме за повеќе да се информираме и едуцираме, добро е да спомнеме и за појавувањето на еден нов феномен и нов термин,
а тоа е терминот FOMO. Да, Нена, акрономот FOMO или на англиски Fear of Missing Out е назив кој го објаснува стравот од пропуштање на некои за нас важни настани. Ова не е нов феномен за човечкото однесување, но е во висок пораст последните неколку години поради се поголемата популарност на социјалните мрежи. FOMO најчесто се јавува во моментите кога ги прегледуваме нашите социјални мрежи, ќе сватиме дека не сме биле на некое место каде што биле наши пријатели или познаници. Постојаното проверување на Facebook или Instagram е уште една навика која уште повеќе го продлабочува овој синдром. FOMO може да се појави и кога не сме на мрежа, бидејќи со тоа сметаме дека ќе пропуштиме информации за тоа каде се наоѓаат нашите пријатели и што прават. Тоа чувство на пропуштање многу често резултира со незадоволство кај луѓето. Освен тоа доведува до негативни емоции како што се депресија, анксиозност, чувство на помала вредност и апатија. Резултатите од истражувањата кои ги спровеле научниците од Универзитетот Питсбург упатуваат на тоа дека лицата кои секојдневно поминуваат по 2 часа на некоја од социјалните мрежи, шансите да се чувствуваат социјално изолирано се двојно поголеми отколку кај останатите. Освен тоа, овој синдром може и како да ги наруши односите меѓу блиските луѓе и е повод за бројни кавки. Драги наши слушателки, вие го слушате подкастот Жени со надеж. Во денешната епизода зборувавме за проблемот со зависноста од интернет, социјални мрежи и видеоигри. Преминуваме на нашиот втор дел од епизодата, кој мене лично ми е многу подраг. Кога гледам со што се бориме во денешниот свет, едноставно сакам да побегнам на некое посигурно место, а тоа е Божиот збор. Моника го спомна новиот феномен FOMO или стравот од пропуштање. Ми се чини дека и јас понекогаш патам од тоа, но не од пропуштање нови содржини на интернет, туку од пропуштање на Божите благослови за мене. Повеќе за тоа ќе ни каже нашата Сандра. Нена, одлична ми е денешната тема, а овој нов феномен FOMO баш ме поттикна на размислување. И вистина е тоа дека всушност би требало многу повеќе да се грижиме за тоа да не ги пропуштиме Божите благослови и да не го пропуштиме спасението. А што би требало да направиме за да не се случи тоа? Па Божите благослови не зависат од нашата доброта или праведност, ниту од нашата верност. Кога почнав да го разбирам Божиот збор, тогаш увидов дека мојата сопствена праведност или некое достигнување на одредено ниво на светост нема да ме направи достојна за Божите благослови. Бог едноставно ме благословува кога само ќе се потпрем на Него. Што подолго живеам, се повеќе сум свесна колку не го заслужувам Божиот допир. Па сепак, Он сака да ме благослови, не зашто јас сум толку добра, света или чиста, туку зашто тоа е неговата природа. Он ужива во благословувањето на своите деца. Сепак, знаете ли дека само една работа може да ги оддалечи Божите благослови од твојот живот? Причината не е зашто оваа недела не си била предадена во твоите тивки часови со Бог, ниту зашто си потврлила во некое подрачје од својот живот, бидејќи сите паѓаме. Само една работа може да ги задржи Божите благослови во твојот живот, а тоа е твојот став на одбивање да му веруваш за тие благослови. Божите благослови се достапни за секој кој својата доверба и вера ги полага во Него. Немој да доаѓаш кај Бог врз основа на својата праведност или доброта. Би биле безумни кога би сакале да го спречиме Господ да не благослови. Единствениот став кој е прифатлив пред Него е да му кажеме: Јас знам дека сум пукнатина и дека сето ова не го заслужувам, но те молам Господе, Ти слободно благослови ме и покрај тоа. Морам да верувам дека Божите благослови можат да бидат мои. Кога сватив дека со едноставна вера во Него, Божите благослови можат да бидат мои, почнав тие благослови да ги чувствувам константно. Толку многу добив и примив од Бог, што едноставно е невозможно да се сетиш и да ги забележиш сите тие благослови. Приоѓам до врата која никогаш не е затворена. Кога приоѓав врз темелот на мојата сопствена праведност, вратата обично беше затворена, но сега, кога му приоѓам на Бог врз темелот на Неговата љубов, таа врата е секогаш отворена.
Бог секогаш не сака. Неговата љубов кон нас не се менува од ден на ден. Он не нас сака повеќе денес отколку што не сакал вчера. Божјата љубов не е таква. Божјата љубов кон нас е постојана. Таа никогаш не варира. Неговата љубов кон нас не се заснова на нас самите. Таа се темели на него и неговата природа полна со љубов. Бог е љубов. Он те сака искрено, дури и кога грешиш. Те сакал и тогаш додека си била против него, додека си го обвинувала, додека си му велела: "Каде си, Боже?" И тогаш он те сакал тебе, а и сега те сака. И бидејќи те сака, он сака и да те благослови. Нашиот дел се состои во примање на тие благослови и доверба во него за тие благослови. Сетете се на Павловото реторичко прашање до галатјаните: преку делата на законот ли го добивте духот или преку пораката на верата? Дали ти баш толку стана праведна што Бог сепак на крајот одлучи: па добро, сега е веќе доволно праведна, па изгледа ќе морам да ги исполнам благословите? Не сме ништо поправедни сега отколку што бевме тој прв ден кога поверувавме. Не можеш ни да ги замислиш сите тие благослови и силата која Бог едва и чека да ти ја даде, ако сакаш да се потпреш на него и да му веруваш во врска со се. Толку често и ние самите сме како тие неразумни галатјани. Зошто би биле толку луди да се вратиме на тој однос врз основа на законот, кога можеме да му се приближиме на Бог врз основа на заедништво од љубов? Немој да бидеш неразумна, да го бараш она што мислиш дека со право ти припаѓа, бидејќи искрено нам ни припаѓа единствено смрт. Сите ние само толку заслужуваме, бидејќи сите сгрешивме. Бог сака да те благослови бидејќи те сака. Бог сака да го благослови твојот живот, а патот до благословот е твојата вера. Прекрасно ни го објасни ова Сандра. Ајде да се помолиме, да можеме да веруваме за да живееме благословен и исполнет живот. Драг татко, ти благодариме што ти не љубеше прв. Ти благодариме што за нас го даде својот единороден син. Твојот збор вели во Јован 3:16, зашто Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. И јас сега овој збор го прифаќам многу лично и те молам. Бидејќи ти, Боже, толку многу ме засака мене, што го даде својот единороден син, да јас што верувам во тебе, да не загинам, туку да имам вечен живот. Алелуја! Што повеќе можеме да бараме и молиме? А во Ефесијаните 3:20-21 пишува: а на оној кој според силата што во нас действува, може да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме, нему нека е слава во црквата преку Исус Христос во сите родови и за сите векови. Амин. Драги наши слушателки, дојдовме до крајот на денешната епизода. Ве молиме, во случај некој од вас да го има овој проблем, побарајте соодветна помош за вас или за некој ваш близок. Пишете ни слободно на Инстаграм и Фейсбук под името Жени со надеж или на нашиот имейл zenisonades@gmail.com и секако придружете ни се во следната епизода. Довидување и Бог нека ве благослови.